Човек кој се зафати невообичаено за неговата природна натура да биде синдикален водач. Многумина вела, тоа е Лекс Валенса на македонските новинари. Звездан, знае дека добро утро, знае дека на тоа ќе се насмееш, но да преговараш со влада и уште да избоксуваш некакви нови субвенции за новинарите, тоа не е баш и мал успех, но прашањето е кој добива и колку добива? Со ова нова уредба на владата за помош на медиумските работници и новинарите, за мене се најбитни три елементи. Прво, дека издействувавме да нема отпуштања и во време на криза, и се разбира додека трае помошта од владата, односно субвенциите на здравствено и пензijско осигурување. Второ е да се вратат намалените плати на луѓето што изгубија, што им беа намалени плати во време на кризата, да се вратат на ниво од пред кризата. И третиот елемент се разбира се однесува на самиот синдикат, малку и пред новинарите да покажеме дека сме значаен фактор во решавањето на правата, стандардот и воопшто на статусот на новинарите во државата. Тоа ги опфака кои новинари? Тамо ја прочитав дека има некои стандарди, Роберт Поповски ги соопшти, најмалку тројца вработени, да не бидат отпуштени и така натаму, но ми се чини дека има една ситуација меѓу кои може би сега условно да кажем, познавам неколку луѓе кои се фриленсери, а се сами, создаваат еден значаен опус посветен на политичките, социјалните, здравствените, хуманистичките аспекти на коронавирусот, ама за нив не се води сметка, како впрочем и за дел од писателите или... Што мислиш, дали нешто испуштивме или... Гледај, значи, за жал стварно, македонското новинарство е една од најпрекаријатните професии во земјата. Еден голем број колеги, вклучувајќи мене тука, немаат постојан работен однос и со самото тоа ги немаат оние права што се добиваат од законот за здружен труд, на пример. Значи, ние кога отидовме со оваа иницијатива пред владата, според наше убедување, сите пакети и мерки што ги правеше владата беа за помош на фирмите, на работодавачите, на како они да пребродат кризата. Многу малку од тоа се однесуваше на вработените и на луѓето кои го создаваат профитот. Ние имавме некој инстинкт дека и овој пат барем големите медиуми, може би во предизборно време, да не спекулирам или било како, нивните газди и работодавачи ќе добијат некакви бенефити во кризата, а новинарите веќе уште на самиот почеток на кризата некои медиуми почнаа да отпуштаат новинари, намалија плати, има плати у најава дека ќе се намалат, и затоа овој пат се фокусиравме на она што е на синдикатот првенствена задача, да ги штити правата што произлегуваат од работниот однос. Бидејќи ние ги штитиме правата на вработените пред работодавачите и пред државата, се разбира. Во таа смисла сме многу ограничени во нашето делување околу правата на фриленсерите. Немаме прав преговарач, немаме работодавач во класична смисла на зборот, кој нема да даде К15 или нема да даде годишен одмор или нема да плати прековремена работа. Фриленсерот подпишува договор за остварување на одредено дело. И според тој договор тој добива толку и толку време да направи еден производ, да кажеме еден текст. Значи, тука не влегува ни слободно време, тука не влегува ни оброк или било која бенефиција. Така да тоа треба да се реши на некој посистемски начин. Работиме на тоа, се разбира, меѓутоа гледате какво е времето. Или се предвремени избори, или се минува устав, или се корона криза, никогаш се нема време за работите да се стават на системско
ниво. Ама ја не се согласувам со тебе. Ние 30 години живееме во таква динамика и пак нешто матиме. Но зборувам со Звездан Георгиевски, новинар, се разбира, и лидер на новинарите во Македонија. Има една работа која ја посочи, а која како паралела ја изгледувам со реакциите на дел од работништвото која ги прима оние 14.500, многумина веќе се со индигнација зборуваат дека тие пари не стигаат до нив, туку стигаат само до работодавачите. Дали телевизиските газди, каде што барем во 3 јас знам најмалку се намалени платите, некои од новинарите се ставени на привремен одмор и така натаму, за да добијат такви субвенции ќе мора да им ги вратат платите на пред ковид периодот? Па, значи, ние као синдикат, барем за медиумите, во однос на медиумите, бевме против директна финансиска помош на владата во било кој медиум. Прво, тоа остава сомнеж на клиентелизам. Второ, остава сомнеж на злоупотреби, бидејќи тие легнуваат на некоја сметка. Потоа е многу тешко да им го следиш трагот. Мислам, инспекцијата треба да одработи својата работа и да види дали е тоа законски или не. Јас се надевам дека нешто ќе се направи во тој поглед. Затоа нашите мерки и беа насочени кон субвенционирање и не намалување на платите и не бркање од работа. И се разбира под некои критериуми, меѓутоа прилично неселективни критериуми, барем не во некаква политичка или било каква друга смисла. Значи, нашите критериуми беа да се препознаат професионалните медиуми, особено тоа беше, особено беа така, како да кажам, малку пипави преговорите околу порталите. Факт е дека лажните вести и еве, да кажеме, и медиумската неписменост, ако може така да се каже, најмногу и најголем дел произлегуваат од порталите. Па тука имавме мали вака натака, меѓутоа задоволни сме со ова решение. Што се однесува до ова со помошта, значи за директната финансиска помош. Јас знам примери, например, кога минатата година кога се субвенционира печатените медиуми, дека парите што ги добија од владата трошоци директно поминаа во профитот на газдите. Така што тоа воопшто тука... А што мислиш, сега тоа нема да се случи со телевизиите? Сега да не забораваме. Јас кога ги... Чекате. Дека ќе се случи, меѓутоа тука владата имаше други партнери за разговор, а не нас. Избори се, затоа се други партнери. Меѓутоа, менеджерите и газдите, кога ќе ги слушаш, мислам дека пропагаат телевизиите, те немаат реклами, те немаат приходи. Иако за волја на вистина никој од нив не вели дека Советот за радиодифузија, ова агенцијата, им врати дел од плаќањата на годишно ниво што телевизиите се должни да ги плаќаат за емитување, и тоа е вака една перфидна и перверзно сокриена информација, не се мали сумите. Звездан, како ти изгледа новинарскиот амбиент во Македонија во овие услови, освен лажни вести и се повеќе конструирани информации? Во услови во кои веќе очигледно дека поларизацијата стигна не на ниво кој со која партија, туку на ниво кој со која личност е? Па, значи, атмосферата е таква, како што ја опиша ти. Ние сме производ на системот. Системот е клиентелистички, системот е поларизиран, системот е поделен и новинарите не можат бидат ништо друго. Вчера беше весна денот дека Скопскиот универзитет е на 1917 место на некоја листа
и секако е меѓу најлошите, ако не и најлош во регионот, рангиран, УКИМ, значи единствениот што е рангиран. Па и ако имате образование на тоа ниво, вие секако ќе имате на тоа ниво и медиумска писменост, односно неписменост. Во таа смисла, како да кажам, кредибилитетот на традиционалните медиуми со новата технологија е загубен и во светот, не е само во Македонија. Весниците, онакви какви што ги знаеме, пропаѓаат. Телевизиите исто така бараат нови платформи и така натаму. Мислам дека е голема за мали општества како Македонија, дека треба многу добро и сериозно да се размисли дали медиумите, како што одбравме ние и направивме, да бидат оставени на овој неолиберален пазар. Пазарот е толкав колкав што е, има премногу играчи, не можат сите да преживеат од рекламниот колач, барем не оние помалите медиуми или регионалните медиуми и така натаму, и дека треба да се најде некој начин за да се најде идеален размер меѓу она што значи информираност во едно демократско општество и она што значи бизнис во медиум. Значи, во оваа ситуација, ваква каква што е, просто плаче медиумот да се продаде некому. Ако не е тоа политичка партија, тогаш е тоа некој економски субјект, да кажем, или некоја богата фирма. А кај нас е се политика и бизнисот и фирмите, така да на крај пак се сведува дека ќе се продадете на некоја политичка опција. Значи, мислам дека ние сме една од ретките земји во која немате професионален новинар или бизнисмен кој професионално се занимава со медиумскиот простор. Тука е секогаш медиумот е секогаш второстепен во неговиот бизнис. Или логистичка, политичка, економска компонента во остварувањето на бизнисите. Тоа е. Но како и да е, мислам дека овие системи на субвенционирање еднократно може да има некаква корист, но реално гледано, без оглед што ќе да речем условно пропаѓа овој модел на економскиот либерализам, дека ние забораваме да зборуваме за категорија, а тоа е банкрот, вклучувајќи банкрот на фирми, банкрот на дуќани, банкрот на медиуми и така натаму, и тоа реално ќе се случува. Да, и како да кажам, значи радиодифузните друштва, например, па и сите се тие, значи никој не ги терал да отвораат радија, телевизии, весници, портали и така натаму. И не може да очекуваат дека сега они знаат под кои услови ќе работат и дека државата нон-стоп ќе ги помага. Меѓутоа, од друга страна, што вели со овој краток период, 3 месеца субвенционирање и потоа се враќаме на старо, меѓутоа, ако владата може да најде начин за помош на професионалните медиуми во време на криза, зашто тоа не може да го направи во време на нормална ситуација? Затоа што не сме научени нормално да функционираме. Ние правиме во животот, во политичките односи, во економските своевидни драмолетки. Да. И тоа е составен дел на нашиот амбиент, поради што Балканот е Балкан и поради што имаме разлика во цивилизацијските бизнис кодови наспроти земите. Звездан Георгиевски новинар и синдикален водач. Уште еднаш повторувам, не си го враќам зборот назад, можноста да биде Лекс Валенса во македонското новинарство. Ти завидувам и јака ти душа, викаат старите.